се направи приватизацијата во Република Македонија? Во 1992 година, група од тогашните директори на македонските предпријатија, предводена од еден од тогашните тутунски босови на Балканот и во Европа, му предложија на лицето БЦ да стане премиер на Република Македонија, откако претходно се сруши првата експреска влада и откако Петар Гошев го врати мандатот објаснувајќи дека се барало од него да биде премиер за една употреба. По составувањето на владата на БЦ започна корењето на приватизацијата. Иако цела Источна Европа го користеше моделот на ваучер приватизација или продажба на предпријатијата на јавна лицитација, Бранко Црвенковски одбра модел кој беше најповолен за луѓето кои го донесоа на власт. Се изгласа закон во парламентот со кој се даде можност при приватизацијата на фирмите предност за купување да има менаџерскиот тим на фирмата, поточно директорите кои во тој момент управуваа со државните фирми. Само ако директорите на фирмите самостојно се откажа од купувањето на фирмата, можеше некој друг да ја купи. Ништо не беше нелегално, бидејќи парламентарното мнозинство изгласа таков закон. Што направија директорите откако беше изгласан законот? Тие по закон најпрвин требаше да обезбедат проценка на фирмата. Законот не бараше проценката да ја направи некоја меѓународна, реномирана компанија, туку било која регистрирана фирма во Македонија за вршење проценки и давање финансиски совети. Преку ноќ никнаа огромен број вакви фирми, од разни сопственици кои гледаа можност за договор со директорите на фирмите и добра заработка за завршената проценка, која најчесто беше далеку под реалната вредност. Директорите на државните фирми и проценителите на преку ноќ отворените фирми за таа намена брзо се договорија. И проценката беше направена најчесто за 10 до 20 пати пониска вредност, за директорите да не мораат да платат многу пари за да ја купат фирмата. И ова беше легално, бидејќи таков закон беше донесен од пратениците на СДСМ. Кој беше следниот чекор? Иако обезвреднети во проценката, фирмите се уште им се гледаа скапи на тогашните директори, па владата на СДСМ овозможи при приватизацијата, откога ќе ги префрлат акциите на фирмите од државата на приватна собственост на директорите, да не мора веднаш да ги платат, туку тоа да го направат во 7 годишни рати. И ова беше легално, бидејќи така се направи законот кој го изгласаа пратениците поставени од Бранко Црвенковски. И така, државниот имот стана приватен. Македонија до тогашните директори на државните фирми ги доби како новопечени богаташи и олигарси, кои ги финансираа сите политички кампањи на Бранко Црвенковски. Но, тука не запира приказната. Новите газди, откако ги приграбија државните фирми каде до вчера беа само директори, не сакаа веќе да даваат плати на вишокот вработени наследени од социјализмот и оној новосоздадениот вишок кој се јави со распадот на пазарите на СФРЈ. Тие решија да ги отпуштат сите работници кои ги сметаа за вишок, а откако тоа ќе се случи, одбегнувајќи да ги исплатат долговите кон државата и кон други субјекти, да ја однесат во стечај, а сите вработени во фирмата да останат без работа. И ова беше легално, бидејќи тогашните закони донесени од СДСМ овозможуваа ова да се случи. Така невработеноста во Република Македонија од 18% во 1992 нарасна на 39% во 1998 и Македонија стана земја со највисока стапка на невработеност во светот. Сметаме дека главни кривци за фијаското за законот за 25 заговарја со тој колапсот на срцето на македонското стопанство е лошата селекција на поверениците на владата на Република Македонија, кои што веројатно имаат за цел да ги уништат 25 заговарја, а не да ги доведат во една поедна состојба. Така настана големата армија на невработени и стечајци во Македонија. Така се приватизираше државен имот вреден 5 милиарди евра. Архитектот на оваа приватизација е Бранко Црвенковски, кој без срам денеска бара нов 4 премиерски мандат од народот.